Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Има фудбалери кои во текот на надпреварот можеби и толку не се забележуваат, но завршуваат голема работа за постигнување на позитивен резултат на својата екипа. Некогаш оние нивни потези се наградувани со аплаузи и дури тогаш гледачите ќе се свестат и ќе се запрашат, па тоа е овој играч што цело време ја гради играта, се врти околу него, а ние толку не го забележуваме. Еден од таквите играчи беше Неџмедин Мемеди, кој имаше една блескава кариера, а стигна и до репрезентацијата на Македонија. После распадот на поранешната држава, кога беше формирана нашата национална репрезентација, тој беше постојан член таму од 1993 до 2000 година. Неџмедин Мемеди е познат како играч кој за него така знаеја да кажат и тренерите. Фудбалот го има во малиот прс, добар техничар, играч кој имаше одлична контрола на ситуацијата и на позиционирањето на своите соиграчи, па секогаш настојуваше да го изнајде она најдобро решение. Токму Мемеди ќе биде нашата следна спортска легенда. Со него се познаваме одамна, го знам уште од неговите почетоци. Не го знам нормално од пионерче кога почнал таму во Слога, меѓутоа кога заигра за Металург, па Слога, па Силекс и другите клубови, а за репрезентацијата и да не говорам, сум го следел и секогаш, мора да кажам, сум се воодушевувал на неговите игри. Па Мемеди, еве си во емисијата на легендите ги почнуваме со тоа како станале легенди, односно каде почнале, како почнале и кои биле така нивните први настапи на кои што се сеќаваат. Па вака, Зоки, тоаш навистина спортот беше изнад све. Ја во основното училиште Тефис, тоаш ми беше наставник сега покојниот Ете Момерагич со фудбалот многу, он беше зафатен и тоаш Олимписките игри беа во Македонија и во Југославија. И основното училиште Тефис дојде Сетко Али, тоаш професор. Познатиот Сетко, да. И наставник беше по физичко и навистина ја во еден ден 4 спортови веќе играв за школото. Ракомет, фудбал, кошарка и борење дури. Имаше малини олимписки игри и тоаш не става, немаше ученици. Тоа еден клас беше. Што ти бориш за и сега и борење, дури има медалја, бе вице шампион на Југославија тоаш. Немаше кој, ние не знаеме тоаш колку трениравме и после почна првите чекори веќе поозбилно тоаш во Слога. И наистина беше многу имав. Значи во Слога Ете Момерагич имаше брат, познат тренер Омер Агич. Работеше во југословенски познати клубови, а исто така еден период и во Турција на познати клубови беше тренер. Значи, првата љубов за спортот во училиштето преку Ете Момер Агич, кој долго време работеше и во на јавно предпријатие за стопанисување со спортски објекти, па беше во Кале постојано. Кажи ми ти сега за тие први пионерски фудбалски денови во Слога. Навистина тоа беше многу интересно, не знам, ние неавме услови кои што имаат сега овие деца. Ние неавме ни копачки така да речеме се, ни позајмувавме од првата екипа, така неавме ни фудбали, но навистина беше љубовта голема да се стане фудбалер. И тогаш трениравте на тој но парк трениравме, ние кога теренот до паркот, до стадионот. До парк, до стадионот трениравме и неавме каде кај ќе не носеа така кога ни дава некогаш да тренираме на главниот тренер, ние бевме воодушевени, не знаевме како да го искористиме тоа. Навистина тешко беше, ние неавме овие услови што ги имаат овие деца, но љубовта беше према фудбалот навистина голема.
Тогаш, кога отиде во Слога, кој ти беше тренер, имаше ли тогаш оние пионерски лиги, надпревари меѓу екипите, па да играте со Вардар, да играте со Работнички, па другите клубови од Да, имаше лига, игравме ние со Вардар, со овие работнички сите, дури и финали игравме со Вардар, омладинци ние бевме, тоаш беше Енвер Илјазов, тренер на омладинците на Слога и игравме финале со Вардар. И тоаш наистина многу успешно И тоа финале како помина? И Вардар не победи тоаш и со Македонија Ѓорче Петров играме, тоаш Ѓорче беше, со нив исто така финали изгубивме и од нив и така. Ама одве ги чекавте тие надпревари за да не се сведе се само Да, на тренингот тука младинци во паркот? Тоаш Југословенска лига, знаеш, тоа беше многу другачија, навистина. Игравме и баш пред надпреварот. Вардар со кого играше тоаш и ние пред нив игравме, навистина беше тоа одушевување. Во пионерска и младинска категорија тамо, и како се наоѓаш сега ти во Металург? Веќе стручњаците препознаваат во тебе одреден квалитет, се интересираат и сега сакаат да те земат во својата средина. Тоаш одеднаш дојде Зоран Мишич, ја со 17 години веќе настапував со првата екипа и на Слога и тоаш навистина искусна и добра екипа имаше Слога. Зоран Мишич дојде тоаш од Работнички и јас со 16,5 години, 17 и навистина на припремниот период ја пред тоа се спремив и со помош на Сетко Али и бев поспремен од другите многу. Камо трчањата што ги правевме крос, ја ги по еден круг летав, не млад, тоа не знам како ќе влезеш во првата екипа. И Зоран Мишич го виде тоа и почна веќе утакмиците да ме стави. Дури ме ставаше десен бек. Тоаш не беше оваа позиција, само да играш е важно. Што ќе играш, тоа втор план, само да го носиш дресот и навистина добро играв и дојде тоаш. Мораше војска да идеш бивша Југославија и војска си отидов веќе на 18,5 години и се вратив. Кога се врати во Слога доаѓаш? Во Слога дојдов и после 6 месеци си заминав во Металург. На некој надпревар со Слога, дали можеш да се сетиш пред војската или после војската? По она пред надпревар, навистина... Имаше интересни дуели тогаш. Имаше тоа дуелот со Балкан, тоа цел Чаир, цело Скопје го чекаше и навистина тие надпревари беа... Се гореше тоа, стадионот беше препон, тоа не можеше... Мал беше дури стадионот и навистина беа тие утакмици кои се знаевме тука со играчите, секој ден тренираби карши, ама навистина тие утакмици беа... Кога се доближуваше денот на пресветката, се одделувавте. Тоа да не откриете тајна, тактичка некоја. Тоа немаше, навистина беа тоа утакмици кои што Чаирчани и дури денес викаат тие утакмици што беа. Не може да се повтори. Ти публика и игра и се. Сега, еве и мене ме подсети на тие надпревари. Како се случува после 6 месеци повраќањето твое од војска, играње во Слога, да одиш во Металург? Металург тоаш меѓурепубличка лига играше и одеднаш во Металург. И ја не знаев, млад, ајде ме вика колегите, тоаш немаше ко сега што работат со фудбал, многу фудбалери, и ајде, професорот ќе дојдам, ќе дојдам, и ја многу млад бев тоаш. И ме зема и почнав да играм по Металург веќе одеднаш, тие беа многу поискусни играчи. Металург беше во таа меѓурепубличка лига, која беше трета по ранг во државата, имаше прва, втора и 4 тие меѓурепублички лиги, во едната играше Металург, па ти веднаш заигра во Металург? Да, веднаш заиграв и ме стави у мојата позиција, навистина добра генерација и се снајдав, навистина добро беше таму. Твојата позиција, кажи ја сега, она најмногу што ти лежи. Добро, везен играч бев ја и тука по десна страна, таа навистина добро, тоа добри играчи имаше Металург и стварно добро игравме и добри клубови игра у таа лига, многу добри клубови, кои бивши прволигачи беа. Во Металург, да, покрај тебе вака некој од тие имиња тога што беа? Добро, Сетинов, Јанев,
Сетинов на Драги Сетинов. Не, Борче Сетинов. Или тој е Борче Сетинов. Борче Сетинов. Дека Драги Вало. Роберт Јанев, тој играше исто работнички, имаше на вистина. А доста. тренер? Тренер Даме беше, Дамјановски. Дамјан, да, тој беше... Да. Тој... Тамо се вртеше и во Слога беше тренер. Да, Слога беше тренер. Добар тренер Дамјан беше и педагог. Да. И Злате му беше Павловски помошен тренер него. И тука. Од тие надпревари во меѓурепубличката лига, затоа што се надпреварувавте со екипи од Србија, Косово и ми се чини и Црна Гора доаѓаше во овој дел. Да, имаше екипи од Црна Гора. Така беа поделени таа дел. Да, некој надпревар од тие. Добре, имаше навистина со Раднички Крагуевец игравме, па Нови Пазар, овие Трепча Митровица играше сите овие косовски што беше бяха навистина доста добри. Со овие Нови Пазар многу борбени. Тие секогаш имаат добра екипа и тие стално се бореа за да влезат у прва лига таа и се тука беше кој ќе дојдат тие утакмици дерби беше. И Трепча имаше добра екипа тоаш, тие стално беа и дури прва лига тоаш. Ти се сеќаваш на некој надпревар, например, кај што си го решил, си постигна гол, сте победили 1-0. Или па да си виновен ти од твоја страна да напаѓаат, да те поминат и да примите гол. Немахме така, таму немаше многу голема разлика во екипите што може да те надигра некој. Се тука беше квалитетот на екипе тесно и со тесен резултат завршуваше, навистина. Тогаш имаше публика. Имаше нашите утакмици. А сега говоревме таму на дербито Шкендија Вардар или работнички кој? Работнички Шкендија ги броев навистина, за жал имав и гости од Турција, тројца што дојдат да ги гледат надпреварот и ги броеме од северна на јужна 218 гледачи. Вториот и третиот играат првенствена утакмица Македонска лига. Навистина за жал. А ти што им кажуваш на колегите од Турција? Не, сега е така и вториот така. Порано по 20.000. Дури една утакмица, за жал дојде еден потпредседател и тренер од Турција да го гледат Блажевски. Турново и тамо грузинска екипа игра Купуефа. И на полувреме потпредседателот му вика: "Венечко, која лига игра Турново бе?" А Купуефа игра Турново. И навистина толку тешко ми падна што не можев да му одговорам, што да му кажам. Толку, значи, навистина ни ниско фудбалот, неверојатно. Сега ме интересира ти во Металург колку време остана? 2 години остана во Металург и баш тоа се растори Југославија и навистина не знаевме ние 6 месеци кај да играме. Сега немаше лига, најтежок период. Кога бев у најголема форма, најтешкиот период го доживев. Да, се распадна државата и се распадна и сите други системи, како што беше системот на надпревари на фудбалската федерација на Југославија. И тоаш нема како што и тоаш Слога Југомагна тоаш се направи. Председател беше Рафет Поминош и одеднаш немаше ни Металург. Се собираше така играчи, се организираше и у Слога Југомагна се вратив. И после и Слога Југомагнат години тамо се играв. Во Слога Југомагнат колку години остана, јас имам овде нешто запишано дека до 95-та си бил, значи после распадот на државата на Југославија, 3 години во Слога Југомагнат и во тој период вака некој поинтересен надпревар, дали дуелите со Вардар, зашто Вардар во првите години беше неприкосновен и ги освојуваше титулите, или пак некоја друга екипа, а тогаш се почувствува дека Слога прави тим за големи резултати. Добро, тогаш и Вардар беше во предност. Сите што играчи игра у бивша Југославија, таа екипа, и си ја задржи, знаеш, и навистина беа изнад другите. И стално надпреварите со Вардар беа дерби. И така со години дојде првото финале на Купот на Македонија. Тука со Вардар го игравме на градскиот стадион. И
наистина преполни трибини и сега Вардар беше фаворит во тој натпревар и на пенали ние. Игравме 0-0 тој натпревар, заврши и продолжителци и пенали, задниот пенал го шутирам ја. Сега ако го дам, ние купот го освоим. И навистина беше, ја бев сигурен дека, не знам, убеден, сигурен, дал од фатилитетот и сам убеден Земаш залети и ќе го дадам, дури го прашав голманот која страна да ти ја шутнам. Толку бев сигурен и го дав голот. Сега не знам кај да се радувам, да се вен на исток таму, навивачите на Вардар. Сега таму да идам, тие ме фрлат со камења, иди на кај наша трибина, таму треба позад. Навистина беше многу интересно и тој куп не се поновил до сега таков натпревар. и толку публика и толку атмосфера. Дури И толку тоа имаше- беше најава за слога дека Да. тргнува. И тргнува нагоре и дури ние повеќе навивачи имавме во Чајер, можеби дека и на градски стадион. Добро, ти не ја продолжи после кариерата во слога Југо Маград, но би се задржал се уште на тие години кога си во слога Југо Маград покрај ова финале на купот, некој друг натпревар, дерби натпревар, дали со Пелисер, дали со Работнички, дали со некоја друга екипа, до душе тогаш и Работнички не беше овој што е денеска, дури не беше еден период ни во прва лига, втора, прва и така. Добро, тука Работнички беа со Пелистер, беа утакмиците така по дерби. Стално со Вардар беа тука дерби утакмиците. Кога да се И игра за на нив Чајер. се осревте, И да, и за а нив победа Прилепска? победа Прилеп. Победа Прилеп е навистина за приказни е тоа. Една година финале игравме со Прилеп. Стигнавме. Ние веќе титулата сме освоили, сме ја загарантирале и сега финалето дојавме победа и слога да играт. И финалето се игра стално во Скопје. И не знам одеднаш во Во Прилеп. Струмица или- Не, во Прилеп. Во Прилеп. А како да се игра во Прилеп и победа. И ние игравме натпревар со Силекс и изгубивме тој натпревар 3-1, 4-1, не знам, не се сеќам. И сега финалето Прилеп. И тие се спремни сите дека победа ќе не победи нас. И, Пред своји гледачи, пред на своји весела гледачи, работа све девек. покојниот Борис И дава Трајковски шанса на победа за пехарот да го Да, освои. покојниот Борис Трајковски тоаш дојде и пехарот, он ќе го додели и све. Се беше спремно и ние никој не зборува за купот. Нели пред натпревар се зборува за премии, за оно. Никој купот да сме го дале ние на победа. Некако чудно она не се и на припрема и пред натпревар ги собрав играчите и викам, види, викам овој натпревар. Ова говориш за оној втор период кога Втор. дојде во слога, Да, после да. Силекс, после пак ќе се вратиме. И кажи ова интерес. И викам, нешто се случува овде, никој не зборува за купот ваму таму, ние титула сме освоиле. Што е работа, викам? Бе, како не? Кажете ми нешто да не се случува, нешто што не треба го да се знаеме, случи, ние, не го не знаеме, треба да не се она. Викам, јас сум капитен, после викам проблеми ќе имаме. Не, вака со играчите сите ќе дадеме се од себе. Добро. Договорено. И влагаме на натпревар, навистина жал ми беше Ацуле таму после натпреварот. Влагаме и никој не зборува. Ѓоре Јовановски дури го кажа составот и излезте на терен. Чудна работа, викам ова. И почнавме и така си играме сигурно еднаш да не направиме грешки во 1-0 дадовме 2-0. И второ полувреме на играчите им викам, немој да застане некој, терај колку можеш да даде. И стигнавме до 6-0. Во Прилеп навистина ќе се памти овој натпревар, дека чуден натпревар, ни секој куп се игра во Скопје. И одеднаш победа Прилеп, а победа е домаќин. И тоаш и 6-0 навистина да не направеше измените Ѓоре Јовановски, ние ќе стигнавме до 10. И Прилепчани на крај. И навистина жал ми беше после надпреварот Ацеле и ме нападна мене, вика се ти си крив за ова што се случи. Ја викам ништо што игравме. Е, што требаше да не истрчаме на И терен? навистина 6-0 таму се чудеа сите и дури некои се јавува од надвор. Што направи така го 6-0? Како може?
Еве, тој натпревар ќе се памти. И сега кога ќе се сретнете со Ацуле, вака те подсетува на Не, тој. ништо. Пак сме пријатели, ние со Ацуле нема тоа се случи. Тоаш А ти капитен на екипата им Капитен на викаш, играјте се. мора После тие 2-0, сега ни тргна, мора да се терajte играмо, тока и ќе терете, стигнем. ние фудбал навистина А од оние првенствени надпревари, еве, например, пред тој, во првиот период, кога беше во Слога и ти, кога веќе созреваш и созреа во квалитетен играч и веќе стана и репрезентативец. Да, имаше тоаш и навистина и почетокот и дерби на тренери со Балкан стално. И надпревар се сеќам, ние игравме добро, навистина го надигравме Балкан, искусни фудбалери имаше Балкан. Го надигравме, 3-0 водиме. Абе, ја ко да знаев, абе, играте озбилно одбраната, им викам, играте озбилно, тој Ало Меровиќ ми втариот ни стопери беа. Играте озбилно, викам, Може да се сврти. може да се сврти. На Играте овие озбилно, не верувај. играте, и ја цело време играте, 3-1 направи. 3-2, а има уште 5 минути. 3-3. Од 3-0-3. Леле, бе, викам, ова може ли да не се случи на вас? Абе, игра. И сега викам, и се ќутат, нема фудбал. Сега држте, А браните нас го ни бар овој беше резултат. победа Балкан да го победиме, знаеш. Поголемо повеќе од титула ни беше. Сега ти во Силекс одиш од Слога, Југо Маград, тука многу мина од љубителите, симпатизерите на Слога реагира, зашто Мемеди си оди, еве Слога гради тим за титули, а ти заминуваш. Тоаш нели има односи, тоаш беше Љубисав Иванов Зинго и на Силекс и на Федерацијата има односи со Рафет Поминовиќ и Еврокуповите беа втори, Силекс и сега Еврокуповите ќе куп УЕФА и Зоран Смилевски беше тренер и ме поканија да бидам 6 месеци позаемен фудбалер на Силекс. За да ги одиграш овие Да. надпревари најмногу. Силекс, овие куп направите. И така се договоривме, и клубот се договори со нив. И заминав за Силекс, тие куп направи да ги играм. И навистина добро ги игравме. Тие со и на Силекс добро засилување им дојде, баш како им што требаше. Со маđарите дадов 3 гола ми се чини. Со тие ВАЦ, како се вика Samsung. ВАЦ. Samsung, тие ВАЦ Samsung, Да. ги победивме, и таму игравме, и во Кратово ги победивме, и последни падна Борусија Менченгладбах. Меха Гладбах, да. Борусија Менченгладбах стално беше горниот дел или купот го освојуваше, или втори ќе беа, не можеа пред Бајерн да бидат, Во тој али период втори. беа меѓу Игра, 3-4 навистина, најсилни екипи во Бундеслигата. Добри фудбалери, ФМР, тој швеѓанецот, Андерсон ли беше, и Далин, игра, стварно имаа добра фудбалери. Ние пред надпреварот правиме тренинг, ден пред надпреварот, тренинг во Менченгладбах. Наистина чудно беше и тука, знаеш, неискусна екипа, не излегол надвер да види. Дојде и ние сега на тренинг и скачаме, се симнуваме од автобус, на паркингот пред стадионот најмала кола Порше. И овие фудбалерите кои што не излегле од Кратово некој, леле каква кола ово, леле викаме уште од сега изгубивме и надпревар пред да влеземе на надпревар. Не уплаши овие германци. И утре тамам ние почнавме веќе 10-та минута 2-0 беше за Борусија. И тамам ние почнавме да играме подобро, може би игравме од нив, но тоа искуството и 3-0 изгубивме таму. Тука Скопје игравме се добро, навистина искуството и квалитетот на екипата доаѓа до израз и тоа е со Силекс добри спомени, дури таму Силекс бившиот претседател веќе сегаш и понуди остани во Кратово, наистина добро поминав таму 4-5 месеци. За Силекс тогаш се слуша и во Германија сега кој е овој тим од Кратово од Македонија што игра со Борусија. Да. А викаш вие кога отидовте таму, веќе пред тоа помирени со пораца, кога ги видовте тоа Порше, а Мерцедес и викаш овде Та, готово, не бидува навистина. работата.
Тоа е неспремно, не е искуство, не си играл такви утакмици, одма доаѓа до израз. Мали нешто Тогаш има. беа и почетоците, нели, распадот беше од 92 до 95 се мачевме да не признаат во федерациите, не само фудбалска, сите, па откако не признаа, веќе почнавме да играме и во тие купови и со години се здобиваме со тие искуства, тогаш почна и репрезентацијата да игра, па ти беше и репрезентативец. Наистина, ова морам да го кажам, Зоки, кога игравме со Словенија, игравме првиот натпревар. Во крај, Во крај. историски надпревар. Историски натпревар. И толку ние сега, што не бевме спремни, дури немавме ни тренерки истини. Немавме со шарен, дури еден фудбалер со копачки, она од тело се шеташе со тренерки. За жал, ние во такви услови, кога ги видовме словенците во хотелот, што ко манекени тие дотерани се облечени со пумо. Тоа неверојатно. И ги гледаме тие игри. И замислите, тој прв не треба 4-1 ги тепаме ние. Словенците отидоа на Европско првенство и на светско. Ние нигде не отидоа. Добро, знаеш, Нечко, и имавме погрешно мислење, ние знаеме, меѓутоа по широкиот дел од публиката вика, ајде, бе, Словенија и фудбал. Не е така, Словенија имала фудбал од секогаш. Меѓутоа, бидејќи имала добри репрезенти во другите спортови, па се мислеле дека, еве, во Словенија само гимнастика зарад Церар, што бил олимписки победник, или скијање зарад Бојан Крижај, или скокови за Примош Улага на времето и други, а фудбалот не. Меѓутоа, во 50-тите години Словенија имаше два прволигаша, Марибор и Олимпија. Потоа Олимпија беше стандарден прволигаш, како Вардар, час во прва лига, час во втора, меѓутоа беше присутна, значи не беа без фудбал. И имаше фудбалери кои направија кариера од Словенија, еден Попивода, еден Облак, еден Катанец. Има И фудбалери. затоа не треба да се подценува и да се каже дека си победил репрезентација на земја во која што нема фудбал. Не е. Не, тие можеби словенци, знаеш, од Ју републики земаа доста фудбалери и навистина направија репрезентација добро тоа. И после тоа една година можеби не се пласира на европско или светско. Тука имаше стварно млади фудбалери кои од бившите Ју републики направија добра репрезентација и ги собра тие фудбалери и направија добра репрезентација. Кажи ми пред тој надпревар, еве бидејќи е прв официјален, пред тој имавте надпревари, ама не бевме признаени од ФИФА, од УЕФА, игравме така колку да се создаде една репрезентација. И како изгледаше тоа? Како се снајде ти? Добро, наистина, наша репрезентација стварно имаше доста фудбалери што бивша Југославија беа имиња, знаеш, игра од Звезда, од Партизан, Вардар беше тука, знаеш, кои што игра Дарко Панчев дојде од фудбалерите кои што игра во другите земји и стварно имавме добра репрезентација. Ти во тој надпревар со Словенија заигра од Да, не, ја бев резерва. Или влезе после? Влегов после таму. Да. 50 и нешто минута така. И Добро, а се водиш дека си учествувал да, па немаше тоа. Првите 11 тешко да влезеш у таа репрезентација сега. Дончо шо викаше пред надпревар? Ништо, не Подобри сме? Подобри се, секојаш. Дончо подобри за било кој да играме ние со Шпанија, подобри. Најдобри. Најдобри против Италија, најдобри. Но навистина таа генерација да имаше организиран федерација поискусна да работи, мислам дека можеме да направиме нешто да се пласираме на некој големо